имено по своето успение Пресвета Богородица, својот појас од одеждата што ја носела, го подарува на апостолот Том. По Божја волја, тој појас подоцна се чува како голема света религија, во посебен ковчег, во црквата во Цариград, посветена на Пресвета Богородица, наречена Блакерна, и кон крајот на 9-тиот и почетокот на 10-тиот век, тогашниот владетел, царот Лав Мудри, неговата сопруга заболува од тешка душевна болест и имајќи видение на сон, го замолува својот сопруг да дојде да го замоли патријаркот и да го донесат појасот од Пресвета Богородица и да го положат на него. По молбата на царот патријаркот, ако Божја промисла, доголува да првпат после смењето на Пресвета Богородица, овој појас биде земен и положен на царицата и во истиот миг таа е здраво. Лекот овој појас подоцна исто така наоѓа и ќерката на царот Роман, а и во месецот октомври почествуваме денот покров на Пресвета Богородица, имено одаваме почит на делот од нејзината одежда. Мајката Божја постојано, како и Господ Бог, е покрај сите нас и сите нас не закрилува како своји чеда, а непрестано го моли Бога за сите нас. Меѓутоа, проблемот е секогаш кај нас луѓето што честопати забораваме на Бога, забораваме на Мајката Божја, на Божите угодници и се одаваме на сластољубието на овој времен свет, кој што сме сведоци дека животот овдека на земјата брзо минува. 100 години поминуваат како еден миг, а некогаш сме сведоци дека еден миг трае цела вечност. Меѓутоа, за она што отстапуваме од Бога, сепак блага опомена Бог ни праќа. На вас са поплави, денове тресе земјотрес, меѓутоа проблемот е што упорно тонеме во гревот и не се освестуваме да дојдеме да крепнеме пред Господа Бога и пред Мајката Божја и да се помолиме да ни прости Бог за се она што секојдневно ние го нагледуваме, а го нагледуваме со нашето непочитување едни со други, непочитувањето на родителите кон децата, на учениците кон своите учители, на сите нас кон своите браќа и сестри и кон своите предпоставени. И наместо да излеземе од гревовната состојба, ние се повеќе и повеќе се закупуваме и тонеме во бездната на злото. Зар не е добро да секојдневно овој Дом Божи и секој Дом Божи насекаде да биде полн со нас? Барем 5 минути од времето во денот да отделиме, да дојдеме да застанеме овдека пред Бог и да благодариме за се оно што по неговата милост ни го дава. Честопати знаеме, сме сите сведоци, без исклучок на секого, дека кога ни е нешто убаво, чувствуваме силна гордост, се чувствуваме исполнети, а забораваме дека се што ни доаѓа од Господа Бога и по неговата милост, а не по нашите заслуги. Зашто милоста на Господа Бога кон сите нас е многу голема. И во Светото Писмо се вели дека Бог не ја сака смртта на грешниците, а многу се радува кога еден грешник ќе се обрати, ќе се врати на правиот пат. Затоа во овие денови, кога владее стравот, да го ставиме стравот на страна, а да го почувствуваме Божиот страв, тој е стравопочит кон Бога, да го побараме Бог кој што е постојано тука и до сите нас, а со сила не ни се натура. Да имаме страв од Него и почити да го волиме, да ни ги прости сите прегрешенија кои што секојдневно ги вршиме и кон Него, и кон нашите блиски, зашто само правото и вистинско покаяние може да не избави од секојдневните непријатности кои што не снаоѓаат. И
И секогаш гледаме и по телевизиите и жалиме за материјалните штети, а не жалиме за човековите животи кои што за нас пред време завршуваат, но за Бога не е така. Се запрашуваме за минуваат дечиња, минуваат возрастни и стари луѓе, а се со промислата Божија никогаш не треба вината да ја бараме зашто е тоа така, затоа што некогаш Бог, гледајќи според нашите човекови очи пред време, речено на лодици го прекинува животот на човекот, за да ја спаси неговата душа. Зашто сите сме сведоци, посебно оние кои се повозрастни, кои ќе се запрашаат кога беа деца, кога беа млади, како тоа не беше вчера. А истото се случува буквално со сите нас. Животот е многу краток, многу брзо поминува. А се што имаме, еден ден ќе остане овде, и сме сведоци дека се она што е материјално и е дар од Бога, меѓутоа како што ни е дар од Бога, така може и за миг Бог да го земе. Затоа да се вразумиме, да живееме живот кој што приличи на прави христијани, да се почитуваме, да благодариме секогаш на Бога за се, да се молиме кога имаме искушувањата по Божие допуштање, Бог да ни помогне да истраеме во нив, зашто само така ќе можеме да се именуваме како прави христијани, и ќе ги спречиме овие опомени кои што од Бога се година изгледат. Нека молитвите кои го патиме кон Мајката Божија, Пресвета Богородица, тоа беа пофални молитви, односно акатистот на Пресвета Богородица, кој што служиме првите петоци во големиот великански, после денеска повторно ќе речеме случајно на денот на нејзиното чествување, го служивме акатистот, оти непријатно кога сме во мака, да служиме молитви кои се за покаяние, кои се за прошка на гревовите, да благодариме на Бога, што преку овие временски непогоди не освести да денеска бидеме овдека собрани и нека дава Бог да што во поголем број доаѓаме да присуствуваме на молитвите. Многу малку бара Бог од нас. Бара да присуствуваме на светите литургии, да се трудиме да што почесто дечиња да ги присуствуваме, а исто е должност и нам возрастните, барем ако не повеќе најмалку 4 пати во текот на годината за време на повеќедневните пости, да се причестиме, односно се соединиме